Поздрав до сите вас, драги присутни, што и вечера сме повторно заедно. Како што веќе беше најавено во најавата, од вечера ќе почнеме еден нов мал циклус, проучување на тема археологија и Библијата. Значи, како настанала Библијата, Светото писмо, дали може да и веруваме на ова книга, зошто се нарекува книга на нашето време, ќе ги споменеме кои се тие главни херои во Светото писмо, иако има многу херои, но ние двајца херои ќе ги одбереме и ќе видиме зошто се тие важни и поврзани со нашата земја во која ние денес овде живееме. Понатаму ќе видиме докази од самата археологија, како таа археологија докажува Библијата дека е веродостојна. Значи, ве поканувам да планирате во наредните вечери, кога ќе организираме овде предавање, во петок на вечер, да ги проследиме овие 5, а потоа ќе имаме уште предавање, значи овој мал циклус од 5, но ќе го продолжиме и на други предавања. Значи, вечерва пред нас е предизвик да одговориме на прашањето како сме ја добиле денеска Библијата, Светото писмо. Дали во ваков облик е во почетокот пишувана и настанала, или во текот на времето, списите кои се напишани, како се собрале во една книга. Зборот Библија, та Библија е грчки збор што значи книги или збирка на книги. И денеска ние во Светото писмо, како овде што гледаме на самата фотографија, имаме повеќе мали книги во таа голема книга. Значи, денеска може да имате мал формат, среден формат, голем формат, миниатурен формат на Библија, може на мобилниот да имате апликација да читате Свето писмо или Библија, па микрофилмови ви постојат како ноктот, што е тенок. Целата Библија може и внатре да се собере. Значи, денеска ние сме богати како луѓе и никој не може да каже јас денеска немам пристап до Библија, зашто Библијата е приступачна и секој може да ја има денеска. Дали знаете, почитувани, зошто Библијата содржи 66 книги, а не 83 или 102 книги? Значи, во ова книга, во ова Библија што ние ја признаваме како канонска Библија, има 66 книги. Ние подоцна ќе видиме дека во некои Библии постојат 77 книги. Значи, Стариот Завет треба да има 39, а Новиот треба да има 27. Но ќе видите, вие ќе се сретнете и со така наречени апокрифи, за кои подоцна малце ќе кажеме повеќе, кои се вметнати во Библијата и во Светото писмо. И денеска луѓето купуваат Библии со апокрифи. Еве, например, ова нема апокрифи. Во нашето библиско здружение во Скопје може да набавите, тамо е купена ова книга, ова Библија, значи со апокрифи или без апокрифи. Но ние вечера ќе споменеме малце како настанала Библијата. Како тие мали книги пишувани од разни писатели. Библијата пишувале луѓе околу 40 души. Живеле во еден подолг временски период. Меѓутоа биле водени од исти дух, од Светиот дух. Бог ги раководел, Бог ги водел. Вие знаете дека Библијата е пишувана на еврејски јазик. Неколку мали книги на арамиски, додека Новиот Завет на старогрчки којне, односно народен јазик. Бидејќи евреите пишуваат од десно на лево, ние пишуваме од лево према десно, така. Интересно, ние во следните предавања ќе видиме како овие Божи луѓе ја пишувале Библијата. Тогаш немало компјутери да се избрише кога ќе сакаш, немало гумичка па да избришеш. Значи, кога пишувале, ако погрешиле една буква, една јота, а тоа е една запирка, целиот лист, целиот папирус или кожа ја фрлале и почнувале наново пишување. Значи, имале навистина тешка задача, но биле толку педантни, толку строги во пишувањето на Библијата. И затоа имаме овде тема дали може да и веруваме на Библијата. Тоа ќе биде наредниот петок. Ќе видиме дека постојат докази чврсти дека денешната Библија е веродостојна на она кој ја читале луѓето пред 500 години, пред 1000 години или пред Христа. Зошто до Христа постои само Стариот Завет, а Новиот е настанат после Христа. Значи, денеска некои Библии, на жалост, имаат повеќе книги. Значи, некои имаат повеќе книги од оние стандардните, така наречени канонски. Зборот канон значи мерка, правило. И затоа теолозите го користат тој збор, или ова Библија е канонска. Канонска се мисли во тие рамки се тие книги, зашто имало лажни списи наречени апокрифи кои се вметнати во таа канонска Библија. Но Бог подигал луѓе
во текот на историјата да ги препознаат тие неканонски или сумнителни книги и ги тргале на страна. Ние ќе видиме подосна како во времето на реформаторите Бог ги подигнал тие реформатори да ги препознаат оние вистински книги кои треба денеска ние да ги читаме и да им веруваме. Значи, како настанала Библијата? Прво, Бог на своите пророци им објавувал пораки. Значи, дали на својот народ или на поединци. Бог ги подигал тие луѓе меѓу народот. Некои од тие вести се запишани како писма. Бог му рекол, например, на пророк Еремија, напиши писмо на вавилонците, или на евреите, или на таа група на луѓе. И тие писма се пишувани. Некои се пишувани како закони, поезија, историја, или како виденија за иднината. Например, Езекија зборува Јеремија за израелци дека ќе отидат во робство, дека ќе бидат 70 години. Тоа се Божи провиденија, а пророците го запишале и тоа е сочувано и подосна кога требало се формира Стариот Завет, тие се собрани книги и формирана е збирка наречена Стар Завет. Подосна во Новиот Завет може да кажеме дека Бог поттикнувал своји луѓе, ученици како што биле Матеј, Марко, Лука, Јован. Знаете дека Павле скоро половина Нов Завет го напишал. Апостол Павле еден плодоносен писател, Бог го вдахнал со Светиот Дух да ги напише тие зборови и како што вели Библијата за карање, тие се корисни, значи може да те направат мудр за спасение, корисни за карање, за поправање и поучување во праведност, за да биде Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секое добро дело. Еве го тој текст кој пред малце го прочита. Значи, тоа се пораки кои Бог преку апостолите го преточил во писмо или во писма и подосна е составен Новиот Завет. Бидејќи имало така наречени лажни списи, подпишани како Павле да ги напишал. А воопшто Павле, например, не ги напишал тие книги. И Бог ги подигнал посебни луѓе да ги препознат кои се оние лажните од вистинските книги. Како што гледаме, значи, во минатото Бог ги вдахнал луѓето, не самиот збор. Значи, луѓето Бог ги вдахнал, а тие пишувале со свој ведување. Бог некојаш рекол, напиши го тоа, му диктирал. Меѓутоа, многу пати апостолите, пророците сами требале да го напишат писмото. Како, например, одете на фудбалска такмица, вие сте новинар и треба да напишете извештај за некој вестник. Значи, вие таму гледате и пишувате. Тој да е гол, тој паднал, тој станал и вие правите сценарij, го праќате во телевизија, односно во печат и тоа се печати. Значи, учениците, апостолите, пророците сами тоа го искажувале со своји зборови. И затоа некои книги се потешки за разбирање, а некои се полесни. Се зависи од човекот, од неговата наобразба. И сега одиме во Стариот Завет. Како што гледаме, настанокот на еврејската Библија, Библијата не кажува како е составена. Меѓутоа, знаеме дека во Исусово време израелскиот народ имал така наречен Танак, како да го изговориме овој збор. Тоа е била Библија на Стариот Завет во времето на Исуса Христа. Значи, тие се старите списи преточени во оваа книга. Така е нарекувале овие евреите својата Библија. А христијаните, или ние денеска тоа го нарекуваме Стар Завет. Исус јасно зборувал за таа збирка на светите списи. Од каде знаеме дека Исус зборувал? Еве само ќе ве потсетам во Лука 24 глава, читаме 44 стих кај што Исус го спомнува, ја спомнува ова книга во 3 дела. Знаете кога Исус се придружи кон оние кои одеа за селото Емаус, тие не го препознаа, но Исус им проповедаше од каде? Еве што вели 44 стих во 24 глава од Лукиновото Евангелие. Тоа се зборовите што ви ги зборував додека уште беа со вас. Дека треба да се исполни она што е пишано за мене во Мојсевиот закон, во пророците и псалмите. Значи, Стариот Завет евреите го делеле на 3 дела. Но сепак внатре ги имало тие 39 книги. Тие само правиле нова поделба на тие книги. Но 39 книги биле составен дел од ова книга Танак. Значи, таа книга се вика
Еврейска е, гледате овде пишува, ние го нарекуваме Стариот Завет. Исус на своите следбеници им кажувал и ги насочувал да ја читат ова книга. Односно, како овде што пишува законот, пророците и псалмите. Еве на овие двајца за Емаус селото, Исус им цитирал зборови, ги подсетувал, а тие секако знаеле многу како стари евреи, бидејќи знаете, вие дете од 12 години требало да знаат Торат, 5 книги Мојсееви, ги учеле напамет. Евреите биле многу прецизни кога ги учеле своите деца и каков почит имале кон книгата. Знаете, ги миеле раците до лактите, имале голема почит кога требало да ја читат Библијата, односно во нивно време тие имале свитоци од кожа или од пергамент и тие ги читале и се однесувале многу внимателно. Значи, Стариот Завет во Исусово време постоел како книга, односно го читале токму ова што вечерва ние го спомнуваме. На своите следбеници, како што реков, Исус им кажал дека во Стариот Завет може да читаат за Него, за Исуса, бидејќи многу пророштва се запишани токму во Стариот Завет. И сега, одеме еден чекор понатаму, јудејскиот историчар Флавие, овде го гледаме, живел во првиот век после Христа. Замислите, тој бил скоро современик на Исуса Христа. Секако тој не го видел Исуса, меѓутоа испитал сведоци, испитал луѓе кои го знаеле Исуса. Значи, едноставно разговарал со нив и тој запишал многу интересни работи. Еве што кажува во книгата Против Апиона. Но од смртта на Мојсија до владењето на Артаксерса, пророците го запишале она што се случувало во нивно време во 13 книги. Преостанатите 4 книги содржале славопои, посветени на Бога и прописи за однесување на човекот. Значи, Јосиф Флавије зборува и кажува дека овие книги се преточени во, како он што пише овде, значи, овде ги имаме 13 книги, а преостанатите 4 книги ги содржат славопој, посветени на Бога и прописи. Ние сега Стариот Завет го делиме на други делови, но сепак 39 се внатре. Евреите ги делеле на друг начин, но важно е дека првите 5 книги се наречени Тора или 5 книги Мојсееви, според содржината и преданието, тие верувале дека имаат божанско или Божје потекло и му се припишуваат како автор да е Мојсей, а секако дека е Мојсей. Тора, значи законот, пророците и списите. Гледате како ја држале, како имале Библијата во нивно време. Значи во ролни ја отварале. Бидејќи ги немале тие услови да се печете Библијата како денеска што ние имаме во ваков облик. Поделбата, може да кажеме, на Библијата на 3 дела, што ги спомнува и Исус, како што читавме во Лука 24 глава, и Јосиф Флавије се уште ја сочинуваат основната поделба на еврејската Библија. Значи Тора, пророци и списи. А 22 книги на Јосиф Флавије содржат наполно истата граѓа која ги сочинува 39 старозаветни книги на протестантската Библија. Ова е наречена протестантска затоа што протестантите, а и ние внатре сме, не ги признаваме апокрифните книги. Значи, Стариот Завет има 39 книги. Јосиф Флавије ги спомнува истите тие 39 книги само во друга поделба. Но истите тие книги внатре, значи во таа поделба што тие ја прават. Например, еве да кажеме дека Стариот Завет и еврејската Библија се разликуваат во начинот како се бројат книгите. Например, во еврејската Библија 12 мали пророци, како што се Јона, Софонија, Авакум, Малахија, Михе и така натаму, има 12 мали пророци, тие ги бројат како една книга. Дали сум јасен до сега? Значи, тие 12 тие ги бројат како една книга. Понатаму, прва, втора, трета и четврта книга Царства, прва и втора книга Летописи, Ездра и Немија се бројат заедно, односно засебно. А Рута и Тажанките се поврзани со книгата на Судиите, односно со Еремија. Значи, ги спојуват книгите на друг начин. Но како да е, и евреите верувале во канон од 39 книги, не од 45 или 47 книги, како што тоа го има во апокрифните Библии. Туку тие верувале дека тие 39 книги се вдахновени
od strana na Boga preko ovi apostoli, odnosno ovi proroci koja pišuvale ova knjiga. Dodeka apokrifite, ovdje imamo apokrifi, to se lažni spisi koji Bog ne gi vdahnal tije proroci da go pišuvat, nego imalo lažni proroci koji kažuvali nekak ima mir. A Bog preko vistinskite proroci najavoval, na primjer, katastrofa, najavoval ropstvo, dekak je dojdat Vaviloncite, deka Božjot narod će otide vo ropstvo, a ti je velat ne, mir je, nema od to ništo. I zato takvite knjigi ne bile priznajeni kako Božji vdahnoveni knjigi. Što da kažeme za Novi od Zavet? Što da kažeme za Novi od Zavet? Vo Isusovo vreme Novi od Zavet ne postojal. Znači, ove knjigi Novi od Zavet nastanal posle Hrista. Nekoliko stotici godini posle Hrista. Međutim, dok Isus bil živ i bil na ova zemlja, to i citira od Stari od Zavet knjigi. No, posle njegovo to zaminuvanje, Matej, Marko, Jovan, Luka, bile od Boga potiknati da gi zapiša tije nastani koji gi vidjeli su svoje oči. A Luka, na primjer, ne bil učenik Isusov. Međutim, ako je otvorena njegovata knjiga i vo prvata glava ke vidime, бидејќи Luka je pisatelj na dve knjigi, na Евангелието според Лука и на книгата Дела на апостолите, Лука дава една интересна изјава. Овде во првата глава од неговото Евангелие. Тој вели дека испитал многу луѓе, испрашал многу луѓе, одел од човек до човек да се осведочи за она што го слушнал од останатите луѓе во негово време. И тој вели, упатува писмо до Теофил. И вака вели, мнозина почна да пишуваат за настаните што се случија кај нас. Пишуваат за она што ни го пренесоа Христовите ученици, кои од самиот почеток беа учевици и проповедници на она што го направи Бог преку своето слово. И јас решив да ти напишам еден извештај, почитуван Теофиле, точно според редоследот на случките. Значи, Лука, како добар историчар, како добар писател, тој бил и лекар, и неговите текстови провејува лекарски изрази, бидејќи тој зборува само за самарјанинот, кој го однеле таму во гостилница, го лечели така натаму, ќе видите дека тој педантно ги испитува сите настани што се случиле и ги преточува во списи и тој тоа го пишува. Тие писатели, како што ги спомнав, биле вдахновени од страна на Бога, од страна на Светиот Дух. И тие едноставно тоа што го слушнале, што го виделе, бидејќи Јован вели, ви го пишувам тоа што јас го допрев со своји раце. Па кој го допрел Исуса? И Тома, така? Знаете, постои Томина посланица, но таа е лажна, не е од Тома напишана. Постојат други новозаветни посланици кои се апокрифи и не се преточени во оваа канонска Библија и во Новиот Завет ќе ги нема. Зато ние денеска признаваме, спомнавме 66 книги, 39 во Стариот Завет и 27 книги во Новиот Завет. Значи, едноставно, Исус им предал својата власт и налог на ученици да ги учат луѓето, како што вели во Матеј 28 глава 18 и 20. Одете и проповедете го Евангелието. Дали Исус напишал некоја книга? Не. Интересно, Исус не напишал ниту една книга, ниту некоја порака. Исус кажувал многу приказни, многу параболи, многу примери, бидејќи сепак тој нема напишано ништо, но неговите следбеници, неговите зборови ги сметале како благослов за нешто посебно. И затоа, додека можеле, усмено ги пренесувале на своите сограѓани. Но кога веќе остареле, решиле тоа да го напишат на хартија, односно да го преточат во напишан збор и тоа да може се пренесува на останатите генерации. И затоа денеска ние имаме Стар Завет и Нов Завет, односно една книга, рековме Библија, што значи збирка на повеќе книги. Со текот на времето, црквата почнала советите на апостолите да ги сметат за посебно значајни при решавање на разни проблеми. Сега апостолите починале и апостол Павле ќе починат,
ги нема да ги прашат за совети, како да го решиме овој проблем, но се сетиле на она што тие го зборувале додека биле живи. И затоа тие тоа го запишале и се нашло тоа во писмата, односно во посланијата. Апостол Павле не се сомневал дека неговите писма се вдахновени. Тој пишувал, како што вели Библијата, еве го текстот, тој пишувал во име на нашиот Господ Исус Христос. Павле пишувал многу писма, до Вереја овде во Вениците, во Солун, па во Лаудикеја доле, во Смирна, во останатите цркви кај што постоеле, во останатите градови кај што постоеле цркви, и тие совети, тие ги сметале за свети апостоли, односно учениците подоцне кога дошле нова генерација на христијани, односно следбеници на Исус Христос. Павле често пати бил во затвор и оттаму тој пишува пораки. Например, до Филимон, пишува до филибјаните, до солуњаните, тој пишува совети и тие ги сметале дека тоа е од Бога. Кога ќе читаат писмо, Павле вели, врзан сам во синџири и се моли, вели, ве раѓав. Бидејќи сите цркви Павле скоро ги основал, а знаете, да основаш црква е потешко него да се роди бебе, што некој рекол. Бидејќи да се основа црква, да се постават столбови на верници во една црква, тоа треба време и многу труд. Павле пишувал своји посланија. Еве една таква порака. Во 2 Петрова читаме 3 глава. Според дадената му мудрост, како што зборува за тоа и во сите своји посланија, во кои има некои работи тешки за разбирање, што неучените и неутврдените ги изопачуваат, како и другите писма за своја погиба. Гледате писма. Тоа биле писма пратени до поедини цркви, до поединци. Подоцна Бог потикнал луѓе да ги соберат тие канонските, односно книги кои биле од Бога вдахновени преку овие пророци, односно писатели и ученици, и биле преточени во една збирка, наречена, како што ние што денеска нарекуваме Нов Завет, односно писма упатени од Бога преку овие писатели до својот народ. Познато е дека посланијата на апостол Павле требало да се читат и во други цркви, например во Колушаните, ако читате 4:16. И тоа било секако обичај со другите апостоли, како например писмата на апостол Петар. Има интересна легенда за апостол Павле, а ние тоа ќе учиме таму во следните овие петоци, дека бил и во Македонија Павле. Дека го посетил Стоби, дека бил дури во Охрид. Секако тоа Библијата не ни го потврдува, но од други извори дознаваме дека Павле поминал низ овие простори. Кога го видел оној човек во видение од Македонија, дојди и помогни ни. Павле останал длабок трак или белег на овие простори. Апостол Павле ја сакал Македонија. Тој собирал помош од тука, од македонците, и ги праќал, ги носил во Ерусалим. Знаете, некаде, бројката да не ја погрешам, но ќе ја кажам кога ќе дојде време, колку пати се спомнува Македонија во Новиот Завет. Навистина, десетици пати се спомнува во Новиот Завет, и тоа е доказ дека овде новиот простор имало верен Божи народ, дека луѓето биле, иако сиромашни финансиски, но сепак духовно биле богати, му верувале на Бога и го почитувале и го сакале. Значи, списите на Павле, писмата на Павле, на Петар, на останатите ученици Христови, со текот на времето биле собрани и наречени апостолски посланија или евангелија. Еве, например, овој човек ни е многу интересен. Марцион, кој живеел 140 година до 150 некаде од прилика после Христа. Тоа е релативно близок, значи во времето кога Исус бил на оваа земја. Позната е таа збирка која востановил кривоверецот Марцион. Марцион имал теолошка наука која се содрувала со науката на Исус Христос. Тој ги собрал тие послања на Петар, на Јован, на останатите Исусови ученици и сакал да направи една збирка. Меѓутоа, имал и лажно учење кој сакал да го вметне во тие посланија, во тие посланици. Поради тоа и други направиле збирки со цел таа наука да ја прикажат подобро. Една таква збирка се собрала и е наречена Мораториов законник. Значи, многу писма на Павле, на Петар, на ученици се собрани, но имало и лажни писма, како што спомнав,
посланието на Тома, на Јуда и така натаму, иако има Јудина посланица нели во Библијата, но сепак некаде околу 170 година е направен овој законик наречен Мораториев законик. Таму се содржани сите книги на Новиот Завет, освен посланието до евреите, посланието на Јаков и првото и второто послание на апостол Петар. Но канонот на мораторий вклучувал во себе и некои книги што ги немало во денешната Библија. И во следните 10 години настанале бројни други канони во Новиот Завет. Секој човек си правил канон. Значи, собирал збирки и рекол, ова е Новиот Завет, ова е вистинскиот канон. И така се случила на голема збрка во теолошкиот свет, кога е во прашање да се препознат кои се вистинските писма на Петар, на Павле и на учениците. И така, постепено станало едно мислење засновано на близкоста на различни писатели. Ако си поблизок до, например, до Муратор, онда идеш кај него, потоа одиш кај него и ги пропагираш неговите канони. Ако си поблизок до Марцион, тогаш ја пропагираш неговата збирка. И затоа настанал еден метеж. Луѓето биле збунети. Да би се тоа средило, еве го овде го гледаме Александрски бискуп Атанасије. Зошто е тој важен за нас денеска? Тој направил попис на сите 27 книги од Новиот Завет. Направил прецизен попис кои се книги Павлови, Петрови, на Јован, на Марко и така натаму. И што се случило? Тогаш, кога тие збирки биле собрани, бил создаден Новиот Завет. Сите оние така наречени апокрифи, оние книги кои не биле препознаени, бидејќи во првите збирки Новиот Завет имал 46 книги, односно тоа е Стариот Завет. Значи имал 46 книги наместо 39 книги. Некои имале 50 книги од Стариот Завет, наместо 39 книги. Значи, да би се тоа прочистело, се мисли сега на Стариот Завет, нешто слично се случило и со Новиот Завет. Сите апокрифи, сомнителни книги, кои не биле вистинските, зашто Павле, например, тој слабо пишувал, но тој имал своји писатели, имал своји секретари, кои му ги пишувале неговите послања. Павле имал проблем со очите. Значи имал слаб вид и не можел, ретко пишувал писма и тој велеви ви пишувам со големи букви. Има еден таков текст во Новиот Завет. Очигледно имал проблем со видот од кога паднал од конјот, кога ослепел, она силна светлост што од небото ја добил кога ги прогонувал христијаните на патот за Дамаск. И затоа тој имал своји писари кои ги запишувале неговите изјави. Но од време на време тој сакал да напише со своји зборови, со своја рака послани или посланици до поедини цркви, но сепак знаеме дека тој не пишувал толку многу како што има толку книги. И затоа денеска ние може да бидеме сигурни, почитувани дека Новиот Завет го имаме верно на оригиналот со 27 книги. Например, еве имаме овде насликава Библија позната како Септуагинта. Или тоа е превод на 70 луѓе. Значи, ова книга била преведена за потребите на евреите кои биле во диаспората. Например, знаеле друг јазик, не го знаеле еврејскиот, затоа што например, од детство растеле во друга средина и така натаму. Тој превод на Стариот Завет настанал пред почетокот на христијанската ера и со него биле, односно се служили новозаветните писатели. Значи, ова е Септуагинта, превод на 70 луѓе кои учествувале во создавање нова книга. Прашање за вечерва за сите нас е следново. Зошто протестантите не ги прифаќаат апокрифните книги? Главна причина е за тоа што евреите не ги препознале тие книги и не ги прифаќаат. Никогаш евреите не ги прифатиле апокрифните книги како веродостојни. Односно, немаме доказ дека апокрифите биле составен дел на Септуагинтата. Нив ги нема во оваа книга. Во Септуагинтата, значи апокрифите ги нема. А ова книга е веродостојна на оригиналот, бидејќи евреите нема да прифатат нешто што не е од Бога вдахновено, што не е од Бога потикнато, кога писателите во Стариот Завет или во Новиот Завет го пишувале. Значи, сите примери на самата Септуагинта што постојат денес се со христијанско потекло.
И денеска ние може да веруваме дека и веруваме секако во 39 книги на Стариот Завет и 27 книги на Новиот. Овој дел, нова карта, е претежно местото или место каде што се создала Библијата. Секако тука е и Мала Азија, на малце подесно, тука се тие 7 цркви, но овде е колевката на христијанство. Тука, значи, едноставно се создала ова книга или Библија. Денеска археологијата е многу заинтересирана да отиде таму археолозите да копаат, и тие копаат, пронаоѓаат многу докази во земјава, значи сокривни докази со кои ја потврдуваат веродостојноста на Библијата. Имам еден текст кој вели дека најраниот примерок потекна во 350 година, околу 500 години откако Септогинтата е довршена. Освен тоа, евреите кои се служили со Септогинтата, како Филон Александрски, не цитираат од апокрифните книги, иако цитираат од канонските. Така и писателите на Новиот Завет цитираат 19 од вкупно 22 книги на еврејската Библија, но ниту еднаш од апокрифните книги. Значи, евреите строго се држеле до Божите упатства. Не цитираат апокрифни книги, зашто тие книги не ги признават и не се од Бога вдахновени. Тие книги ниту евреите, значи ниту апостолската црква, не ги сметале за вдахновени. Ние денеска може да ги читаме апокривните книги, како историски, да се запознаеме што пишуваат. Меѓутоа, не се тие веродостојни да не потикнат на обратување. Не треба да им веруваме дека се од Бога вдахновени. Тие се може само како една историја, како макабејците да ги читаме книгите кај што се воделе разни војни и така натаму. Меѓутоа, тие немаат духовна содржина во самите себе. И сега, проблемот се заострил кога се појавиле реформаторите. Тука требало да се донесе чврста одлука. Дали ќе продолжат црквата да биде изманипулирана, мислам на верниците, да им се подметнуват апокрифни книги, и затоа овде гледате, препознавате некои од овие реформатори. Ова е, например, Мартин Лутер, Јан Хус и други реформатори. Во тоа време Бог ги поттикнал со Светиот Дух да конечно бидат препознаени тие канонските од неканонските книги. Тоа се случило некаде во 16 век. Реформаторите ги отстраниле апокривните книги од Стариот Завет и ги вметнале меѓу Новиот и Стариот Завет. Значи, бидејќи биле измешани меѓу останатите канонски книги, ги зеле апокривите, ги ставиле помеѓу Новиот и Стариот Завет. Да луѓето знаат дека тие се апокривни. Може да ги има во Библијата, да ги читат, но не се вдахновени, не се исполнити со Божјиот Дух. Значи, тие реформатори се сложиле да ги стават во посебен дел на светото, на Библијата, на Светото писмо. Постапката на протестантите ја потикнала и римокатоличката црква да дејства. Впрочем, некои, значи, апокрифни доктрини што ги отфрлиле самите реформатори, како, например, наука за чистилиште. Затоа ние не ги препознаваме и не ги веруваме апокрифните. Например, тие учат дека постои чистилиште, задгробен живот, а тоа е спротивно на Библијата, односно на Бога. Понатаму, на едно место требаве ли да носиме свеќе, да палиме свеќе на умрените. Тоа е спротивно на она што Бог го зборува. Така да, тие лажни науки, кои се така вешто вметнати во Библијата, многу луѓе може да ги одвои од Бога или да прифатат лажно верување и начин на исповедање кон Господа. Значи, тие не можеле да бидат прифатени и да бидат ставени ниту во Новиот, односно во Стариот Завет. 1546 година, концил во Тридент, концил или собор да го наречеме, за да ги заштитат таквите доктрини, во април 1546 година, на четвртиот концил во Тридент, на покривните книги им е дадена канонска вредност. Да се католичната црква сега заштити и да ги заштити тие книги, зашто не ми одговара, собрале кардинали и организирале собор. Во април, спомнавме, 46 година, 1546 година. И тогаш донеле одлука да апокрифните книги се изедначат со канонските книги. И сега вие може да купите Библија во Скопје, во Библиското здружение, и ќе ве збуни тоа. Например, читате Соломоновите книги и веднаш ќе дојде до прва Макабејска, втора Макабејска, или Тобија, или некои други книги кои не се канонски, но така се вметнати, изедначени се со канонските. И затоа,
кога имаше еден состанок во Скопје во врска со печатење Библија на македонски јазик, протестантските теолози и представници рекоа да, ние ќе сакаме своја Библија. И затоа е отпечатена во две верзии. Ова значи потенката е без апокрифи, а она по дебелата има 77 книги вметнати внатре. А ова има 66 книги. Ова го зборувам за да бидеме внимателни, да бидеме информирани кога ќе дојде Библија во наши раце и да знаеме кои се тие апокрифни, а кои се оние вистинските книги. Значи, апокрифно е нешто сомнително, нечисто, криво, лажно. Тоа се зборови кои го објаснуваат зборот апокрифно. Еве што е донесен една одлука. Ако некој не ги прифати како свети и канонски горе наведените книги во целост или во сите делови, како што е вообичаено да се чита во католичката црква и како што се наоѓаат во старото латинско издание Вулгата, за Вулгата ќе зборувам и друг пат, тоа е значи Библија напишана на латински јазик, кај што се вметнати апокрифите, и знаете вие дека католичката црква ова книга има издадена ова Библија, а денеска кој знае да чита латински? И затоа за свештенството, односно за католиците, Библијата е само света книга и свештениците имат право да ја читат и да тумачат. Додека лаиците, а тоа сме ние обичните луѓе, а тие се клерот, тие имат право само да ја тумачат. И затоа многу луѓе живееле во средниот век и подосна во една духовна темнина. Зашто имале Библија, а не знаеле да ја читат. Меѓутоа Бог го поттикнал Мартин Лутер во негово време, 16 век, и тој ја преведол Библијата на германски народен јазик. И тогаш луѓето добиле еден духовен вид. Може на свој мајчин јазик да ја читат Библијата. Тие 2 години дека Мартин Лутер бил прогонуван, Бог го сокрил таму во некое село во Германија и тој е преведол Библијата и ја донел на свет, да луѓето може да ја читат на свој мајчин јазик. И затоа овој проглас вели нека биде проклет. Оној значи ако некој не ги прифати како свети и канонски горе наведените книги, во целост или во сите делови, како што е вообичаено да се чита во католичката црква и како што се наоѓаат во старото латинско издание, Вулгата, нека биде проклет. Што тоа не значи, почитуване? Дека некој со сила сака нешто да наметне. Некој сака со сила на луѓето да им стави перде пред очите, да не можат да гледат. Зошто со сила кога секој има слободна волја да ја чита Библијата или да не ја чита? Постојат 7 правила како да ја читаме Библијата. Едно од нив вели дека Библијата самата себе се тумачи. Зашто кога читаме во Стариот Завет делови од Библијата, ќе најдеме одговор во Новиот Завет, во исполнување на тие пророштва. И затоа ние треба со молитва секако да ја читаме Библијата. Библијата не е еден обичен роман. Отвараш, читаш и го оставаш таму на полица. Библијата е света книга, пораката е света. И затоа кога ние се молиме на Бога, да Бог преку Духот Свети ни ги расветли тие вистини. Јас знам луѓе ја читале 50 години за време на свој живот. 50 пати ја читале. 100 пати ја прочитале. И постојано ја читат и вели нон-стоп наоѓам нешто ново. Зошто? Па затоа што Библијата е споредена со бунар, со изворна вода. Постојано ја читаме и откриваме нешто ново. Духот Свети преку молитва ќе не открие пораката. И затоа, почитувани, нашето прифаќање на канонот на Светото писмо до некаде почива на врз нашата вера. Таму токму како и нашето верување во создавањето. Исус се родил, умрел и воскреснал. Целата Библија провејува една главна фигура, а тоа е Исус Христос. Како во Стариот Завет, така и во Новиот Завет. Ова парче од оваа планета на која ние живееме е многу интересна. И тука е центарот на сите збиднувања, на сите случувања кога Исус се родил. Тука знаеме подолу Египет, кога израелците биле во робство, па се враќаат во ветената земја и така натаму. Едноставно, Библијата ни го открива почетокот на човештвото. Како гревот дошол. Како Бог подигнал свој народ во ликот на еврејскиот народ. Како тие станале непослушни, заминале во робство 400 години. Потоа Бог, кога им ветил повторно ќе ги ослободи, ќе се вратат назад. И затоа денеска за тебе и за мене, нека Словото Господово биде светилка на нашата патека, на нашата нога. Нека биде светлина на твојата и на мојата патека. Бидејќи Библијата е еден духовен компас
кој ни укажува по кој пат да одиме. Денеска сатаната знае да трасира многу патишта, но тоа се како лавиринти, се моташ во круг и на крајот заминуваш во смрт. Но Библијата нека ни биде наше духовна светилка, духовно четиво, кај што ќе најдеме мир, ќе најдеме заштита, ќе најдеме утеха, ќе најдеме спасение. Се чини дека гледишето што го зазела првата христијанска црква е најсигурно. Првите христијани ги прифатиле само оние старозаветни книги кои евреите и апостолите ги сметале за божествено вдахновени или божествено инспирирани. Затоа, почитувани денеска, треба да бидеме 100% сигурни дека имаме исправна Библија. Дека не читаме лажна Библија, дека не читаме лажни апокривни списи, туку ова книга е Божи писмо, упатено, и затоа се вели Свето писмо, писмо упатено до тебе и до мене. Дали ќе го читаме, тоа зависи од нас. Но ако не читаме, тогаш ќе бидеме во темнина. Гледате, ова стара книга Библија, колко е набубрена од читање, од отварање. Тука Бог се открива. Тука Бог ги кажува своите пораки кои се за нас. Апостолите подседа на својот живот ги пишувале додека се наоѓале во тие мувлосани затвори. Тие таму пишувале, Бог им го откривал, а те го преточувале во списи. И сега на крајот прашање за нас. Дали можеме денес да и веруваме на Библијата? Одговорот е да. На Библијата 100% може да и веруваме. Библијата не е приказки за деца, како што некој вели. Не е книга која некој ја измислил, па се забавуваат христијаните, нема што да прават. Не, почитувани. Денеска многу мудри писатели постојат на оваа земја. Многу книги се напишани. Каде се книгите на големите великани, сега да не ги спомнам од ова место? Се фрлени по боништата. Додека трајала нивната слава, додека тие биле на власт, им се печатали книгите. Кога заминале, денеска ги нема. Но Библијата е книга која е најмногу печатена во целиот свет, најмногу продавана, најмногу подарувана и најмногу сакана. Луѓето давале цели богатства да се допред до Светото писмо. Ете, денеска Бог ни дал прилика да Библијата е бесплатна. Библијата вели, бесплатно сте добиле и бесплатно давајте. Библијата е Божje писмо, упатено до секој човек на оваа планета да ја запознае вистината. Накратко, може да бидеме благодарни на Бога, што ги сочувал најзначајните документи во историјата на човечкиот род. Ние во следните предавања ќе видиме како Бог ги чувал тие списи во земја. Во разни места биле сочувани делови од ова писмо и денеска тоа се споредува со нашата Библија и тие списи се веродостојни. Значи, денеска имаме верни книги на оригиналот. Секако оригинал не постои, но верни на оригиналот. Тие биле припишувани како тие масоретците што ги припишувале деловите од Библијата и денеска Бог е сочувал таа книга за нашата генерација. Нека му е слава на Бога, што денеска тој ни ги отвара нашите духовни очи, да го следиме вистинскиот пат кој ќе не однесе еден ден до небесното царство. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.